Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На неколку минути по затварање на избирачките места, кога пребројувањето на гласовите од денешниот изборен ден не е ниту започнато, излегувам пред вас да ви го соопштам нашиот став. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Здружената опозиција не го признаваат изборниот процес, ниту за парламентарни избори, ниту за избор на председател на државата. Граѓаните на Македонија се измамени. Власта на чело со Никола Груевски покажа дека нема минимум волја да спроведе елементарен демократски изборен процес во Република Македонија. Власта на чело со Никола Груевски најбезобразно спроведе уште едни нефер, недемократски и нецивилизирани избори. Власта на чело со Никола Груевски уште еднаш најдрско го узурпираше уставно загарантираното право на граѓаните на Република Македонија за слободно изразување на нивната волја. Повеќегодишното практикување на закани и уцени и конечната реализација на тие закани и уцени од страна на власта овозможи целосна системска контрола врз граѓаните и гласачите во текот на изборниот процес, вклучувајќи ги изборните денови на председателските и предвремените парламентарни избори. Никола Груевски и ВМРО ДПМН, спротивно на уставот и законите, го злоупотребија целиот државен систем исклучиво во свој партиски интерес. Македонската јавност беше сведок на незапамтени притисоци врз јавната администрација со 100% контрола и успешност. Секој кој не е сигурен гласач за власта има опција или да докаже дека ќе гласа за власта, или воопшто да не гласа ниту тој, ниту член на неговото семејство. Доколку постапат спротивно на наредбата, овие луѓе се соочуваат со опасност за губење на работно место веќе од утре. Тоа се случуваше во сите јавни институции под контрола на ВМРО ДПМН. Масовно купување на гласачите на секаде низ државата, најчесто со обезбедување на полицијата, додека се исплаќаат парите. Тоа се прави јавно и впечатливо, без какво било прикривање. На дел од гласачите им беа одземени личните карти. 35 дена инспекциите од сите државни ресори се на терен, вршат притисок врз фирмите, казнуваат и затвараат фирми и откупни станици. Директни закани се упатувани на тие кои не се под целосна контрола на власта, собственикот, неговото семејство и вработените, или да гласаат за власта со доказ, или воопшто да не излегуваат на гласање. Припадниците на полицијата се целосно инволвирани во вршењето притисок врз гласачите, обезбедување активисти на власта за незаконитостите на изборниот процес, па се до претресување на активисти на опозицијата при излегување од партиски простории. Во неколку општини партиските штабови на опозицијата беа под постојан и видлив надзор на припадниците на специјалните единици на МВР. Активисти на ВМРО ДПМН ги посетија примателите на социјална помош, на додаток за трето дете, нега од трето лице и другите ранливи категории на граѓани, со закана дека ќе им биде укината финансиската помош доколку не гласат за власта со доказ, во спротивно воопшто да не излегуваат на гласање. Од страна на шумските предпријатија и инспекции се одземени моторни пили, запрежни коли и други средства на граѓаните кои живеат во ридско-планинските населени места, со закани дека ќе им бидат вратени и нема да бидат казнети, само доколку гласаат за власта со доказ или останат дома на денот на гласањето. Уфрлени се нови фантомски гласачи во згради со непостоечки влезови и административни згради, што го регистрира и невладини организации што го следат изборниот процес. Невидено досега во независна Македонија злоупотребени се верски објекти и верски служители за агитирање во интерес на власта на Груевски. Најдрско, противзаконски, е злоупотребен јавниот радиодифузен сервис Македонската радиотелевизија, кој што во текот на целата кампања функционираше како партиски билтен и постојано го кршеше изборниот законник по сите основи.
Приватните медиуми под контрола на власта, постојано и координирано ја дезинформираа јавноста, при што опозицијата беше попречена дури и во платеното политичко рекламирање. На денот на изборите се докажени дупликат гласачки ливчиња, бришење на видливото мастило, фотографирање на гласачкото ливче како доказ, групно гласање, ваучери за подкуп на гласачите, гласачки кутии на улици и целосна контрола на гласачите од страна на неовластени лица, вклучувајќи и службени лица. Ова се примери речиси во секоја општина и на секое гласачко место. Пустец ја преплави Македонија. Исти луѓе вчера гласаа во Тирана, денес во различни општини низ цела Македонија. Злоупотребени беа сите државни ресурси за партиски цели. Наместо да прекине, се зацементира недозволивото изедначување на државата со партијата на власт. Една од најсериозните забелешки на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР во извештајот по првиот круг на претседателските избори. Еден од последните најдиректни докази дека држава нема, дека се е партија, е молкот, игнорирањето и непостапувањето на институциите на системот за документираните мега криминали и корупцијски скандали во кои што е вмешан директно премиерот Никола Груевски и неговите најблиски соработници. За скандалот за кој што известија и регионалните и светските медиуми, целосен молк во Македонија има и од институциите и од провладените медиуми. Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Здружената опозиција направија се што можеа да се донесе соодветна изборна регулатива за заштита на избирачкото право. И покрај сите нерегуларности пред и за време на првиот изборен круг за претседателски избори, до последен момент, до денес, не направивме ниту еден чекор што би водел кон уставна или институционална криза. Се водевме исклучиво од интересите на граѓаните на Македонија. Спротивно на ова, власта, се што е договорено со опозицијата, го третира како тоалет хартија. Никола Груевски и ВМРО ДПМН не само што не ги елиминира изборните злоупотреби, туку напротив, ги засилија и ги заострија сите механизми со кои што располагаат, водејќи се исклучиво од личните, теснопартиските интереси на мафијашката фамилија на власт. Заради сите овие причини, независно од изборните резултати, во име на опозицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јасно порачува. Во име на заштитата на волјата на граѓаните, на нивните гласови и нивните права, во име на заштита на демократијата, човековите и цивилизацијските вредности и придобивки во Република Македонија, овие и вакви криминални избори не признаваме. Бараме итно формирање техничка влада, што ќе овозможи спроведување нормални и фер претседателски и парламентарни избори во земјата. Власта спроведе изборен грабеж. Нема член од изборниот законник што власта не го прекрши. Нема. Сите членови и од кривичниот законник што се однесуваат на изборите се прекршени. На овие избори власта го контролираше својот народ. Бараме и мора да се организираат избори на кои што народот ќе ја врати контролата во своји раце и ќе избере власт по сопствена волја и убедување, без притисоци, без уцени, без купување на гласачи. Без фер избори нема демократија. Без демократија нема просперитет на Македонија. Нема запирање, нашата борба продолжува. Непризнавање на изборите, враќање на мандатите, може да објасните по-конкретно кои ќе бидат вашите чекори, с оглед на тоа што првичните реакции од владеачката партија се дека ова за нив е очекувано, но што предупредиле во петокот и дека е само алиби за очекуваните избори. Апсолутно сите видовте дека до денеска буквално направивме се за да не го урнисаме институционалниот поредок на државата и да не предизвикаме уставна криза. Пред се и над се интересите на граѓаните на оваа наша земја се за нас како Социјалдемократски сојуз и опозиција. Денеска ние сме најповиканите во државата.
да го констатираме тоа што го знаат сите во Република Македонија, еве денеска тоа го констатираме, на моментот, на почетокот на броењето на гласовите, без да ги знаеме изборните резултати. Апсолутно тоа е така и ние тоа го констатираме. Од утре, органите и телата на СДСМ и на сите опозициони партии ќе донесат одлуки за нашите следни чекови. Повелете други прашања дали има? Органите и телата на партијата, согласно статутот на партијата наша и на другите опозициони партии, секако ќе донесат одлуки. Сите варијанти се отворени. Се е отворено. Апсолутно ние рековме. Алиби на криминалот и плячката во државата и целосно урнисување на демократскиот аспект на фери демократски избори. Нема да дозволиме повеќе никогаш во Македонија да се случи. Без разлика дали победуваме или не. Ова е конечен став на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата заради тоа што тоа е така во пракса. Тоа го знае цела Република Македонија. Тоа е срамот кој што се случи на Република Македонија. Без разлика кој да победи на изборите. Чуму би му била ваква победа кога се урнисани основните уставни и законски принципи на демократска земја како што е Македонија, која што сака да биде како демократска земја, каде што апсолутно нема ниту фер, ниту демократски, ниту регуларни избори. Рековме, фер, демократски и регуларни избори се апсолутен приоритет за сите. После тоа е од секундарно или терцијално значење кој ќе победи во државата. Господин Заев, колку време ќе дадете на владата за да организира своје едно заменување, за да дојде техничка влада која ќе ги спроведе публичните избори кои вие ги барате? И што ако тоа не биде прифатено? Овој срам, кој што денеска беше кулминација на срамот што со години се случува на Македонија, апсолутно предупредува за многу брзи и итни реакции од страна на ВМРО, ДПМН и владеачката коалиција. Заради тоа што секој одминат ден нанесува огромни штети врз нашата земја и врз граѓаните на Република Македонија.